Сакате некои други да поводят ръце, ако имат, после ова наша делегација, да го сторат истото. И еве денес собрани во ова време, со малку задоснување повеќе. Се надеваме дека патот кој сме го одбрале, ќе ни овозможи да ги оствариме и да ги затврстиме уште повеќе вековните идеали на македонскиот народ, тргувајќи од идеите на огромната плејада револуционери од нашето поблиско и подалечно минато, а пред се во оваа јубилејна година, кога славиме 90 години од убиството на великанот на македонската револуција Гоце Делчев, 100 години од основањето на ВМРО и 90 години од Илинденското востание, ќе ни бидат патоказ за наша поголема, поангажирана, посамопрегорна активност, дејност и во периодот кој што следи, надевајќи се дека и работните документи кои што ќе ги усвоиме на денешниот работен дел на првото генерално собрание на Светскиот македонски конгрес, ќе овозможат да оствариме културно, духовно, економско обединување врз реални основи на сите македонци од целиот свет. Благодарам. Гостин од Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија со седиште во Битола, господин Костурски Никола, со дискусија по сите три точки. Повелете. Почитувани браќа, сестри, почитувана дама и господа. Овој ден долго се очекуваше, но ден единствен, заеднички за сите македонци. Јас сум заложен од Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија, со седиште во Битола, во чиј состав спаѓаат организации од соседните држави. Да пренесам ставовите, мислењата по однос на програмата, статутот и она што треба да биде се македонски конгрес на сите македонци од целиот свет. Прво за потребите за организирање Сдружение на Светски македонски конгрес, СМК во иднина. Идејата за организирање СМК произлезе како резултат на успехот кој беше постигнат со блокадите на граничните премини кон соседна Грција. Во 1989 година, за прв пат во Република Македонија, една невладина, непартиска група на граѓани успеа организирано да поведе десетици илјади истомисленици и да ги придобие симпатиите на најголем дел од македонскиот народ. Тоа беше затоа што на тој начин, на прв пат во СФРЈ после 1945 година,
javno i masovno se demonstriraše protiv владата на СРМ и СФРЈ со цел да се влијае на предавничкиот курс на сојузната влада спрема македонските интереси, а во полза на Грција, Бугарија и Албанија, да се натераат Белград и Скопје да ги штитат интересите и достоинството на македонската нација. Главен слоган на Българите беше Европа без граници, почитување на човековите права на македонскиот народ во соседна Грција, спрема декларацијата на ООН и КЕПС, како и отворање на границите меѓу Грција и Југославија за слободен проток на луѓе, идеи и капитал. Сдруженијето на македонците од Егејскиот дел на Македонија зеде активно учество во организирањето на втората и третата блокада, а за одржувањето на последната беше исклучиво заслужно, бидејќи со својот цврст непоколеблив став се противстави на тогашната републичка власт, која со секакви методи со учество на големи полициски сили во Гевгелија настојуваше да ги растури блокадите. Членовите на ЗМЕН од Битола повторно ја воспоставија разбиената блокада во Гевгелија и Дојран и во 1 часот и 30 минути преку радио Скопје го повикаа сиот правдолюбив, слободолюбив македонски народ да тргне кон Скопје и да бара безусловна оставка на владата на Григорија Гогорски, ако биде употребена сила во развивањето и на последните блокади. Нити во еден документ од тие кои беа испратени до владата на СРМ и СФРЈ не се бараше извојување на СРМ во посебна држава, туку Република Македонија да биде третирана како равноправна членка на тогашната СФРЈ и да не се прават тајни договори меѓу Белград и Атина на штета на македонскиот народ. Имајќи го во предвид големиот одзив на нашите иселеници како активни учесници и симпатизери на одржаните блокади, почна да еволуира идејата за организирање на истите во единствено тело, кој ќе изврши духовно, културно и економско обединување на сите македонци од целиот свет, посебно да се изврши обединување на македонските движења надвор од Република Македонија. Тогаш, во не така далечната 1989 година, кога почнаа поинтензивните пројави на шовинизам во Србија, Хрватска и Словенија и се надзираше распадот на СФРЈ, се повеќе се наметнуваше размислата за обстанокот на Македонија како самостојна држава надвор од границите на СФРЈ. Помислата дека нашата република може да биде лесен плен на било која соседна држава, а посебно на Србија, доколку дојде до распад на СФРЈ, уште повеќе ја помнија идејата за потреба од организирање на Светски македонски конгрес, кој ќе представува Светски македонски парламент, кој ќе представува кој ќе обединува сите македонци и сите движења од светот за давање секаков вид организирана помош и за одбрана и заштита на самобитноста на една самостојна македонска држава. По тој повод, членовите на ЗМЕН со членовите на Сдруженијето на приватните занечи од Гевгелија и господин Тодор Петров беа реализирани низа состаноци во Битола, Охрид и Гевгелија. Како прва задача беше поставена по разни канали да се изнајдат адресите на водачите на сите македонски клубови, црковни општини и комитети за човечки права и разни сдруженија на македонците надвор од Македонија, за да се контактира со нив и да се разработува идејата за организирање на Светски македонски конгрес. Веднаш после тоа почна распадот на СФРЈ со војната во Словенија и Хрватска, потоа прогласувањето на Република Македонија за самостојна суверена држава. Работите се одвиваа со филмска брзина, наспроти очекувањата на организаторите на СМК за крвав расплет на македонското прашање, но во новонастанените војни студии на простора на бивша Југославија дојде за прв пат во историјата на постоењето на Македонија за нејзиното осамостојување да се води борба надвор од нивните работни документи, да наложат како императив донесување на резолуција или како ќе биде, со која што ќе се направи тело, работно тело и уште веднаш од утрешниот ден, почнувајќи после 22 заедно двете координациони тела да работат на обединување и 94-та година да не најди со еден единствен светски конгрес. Благодарам. Би дискутирал на тема Обединета Македонија како услов за Обединета Европа и свет без граници. Сестри и браќа, ценето председателство, драги гости и пријатели на македонскиот народ, ве поздравувам во името на Сдруженијето Обединети македонци од Република Хрватска
и од затворничниот комитет на ВМРО ДПМН од Република Хрватска, како и од името на македонскиот патриот Крсте Поп Стефанија, по здравствени причини доктор Крсте Поп Стефанија не може да биде присутен на овој конгрес, ме замоли да ви пренесам дека тој овде присутен, дека е со вас, со мисли, со идеи и физички, но само физички, што не е денес во ова голема сала и пред овој наш светол македонски конгрес. Македонијо, 7, 8, 9, 10 август 1913 година, Букуреш, те поделија тебе, но не и нас. Ние сме тука. Дојдовме на овој голем ден, на овој величествен, но од режимот забранет конгрес, за да го дигнеме гласот и зборот забранет и јасно да кажеме дека денот Д на твоето обединување дојде. Сестри и браќа мои, ако со злогласниот Букурешки договор од 1913 година те поделија, пресртувајќи ја светата македонска земја, расколчувајќи ја, поминувајќи низ твоите души, мисли и живо македонско тело, со силата на македонскиот аргумент, со правичноста и вистинитоста на маса, на еден округлен стол, ќе те обединиме. Никој нема кредибилитет да рече никој од нас овде присутни на овој светол Семакедонски конгрес да рече дека Македонија не смее територијално да се обедини, но напротив, Македонија мора и може и ќе успее територијално да се обедини. Од кого да се плашиш, народе мој македонски, и пред кого да клечиш? Македонија е обединета ако се изврши ревизија на злогласниот Букурешки договор. По признавањето на вардарскиот дел на Македонија како држава, затоа што Букурешкиот договор е јасен и вели: ако еден дел од поделена Македонија добие самостојност, другите два дела се враќаат. Браќа и сестри, зошто територијално обединување на Македонија? Затоа што само територијално обединета Македонија може да влезе во Европа. Никаква распарчена, поделена, Вардарска, Егејска и Пиринска, зошто ако Македонија биде територијално обединета, тогаш ние можеме, како што познатиот македонски поет денеска овде убаво рече, да размислуваме за космополитанија и да размислуваме космополитски. Но додека од север, од островот на злото, од Србија, од најфашистичкиот режим им прети на Македонија, ние не можеме да зборуваме за никаква космополитанија. Ова не го зборувам случајно, тоа можам да го аргументирам, зашто злогласниот Илија Гарашанин од 1870 година па до денес Македонија е на големосрпскиот мени и Србија никогаш нема да се одрече од Македонија. И затоа, премили мои браќа и сестри, да не бидеме наивни, но да бидеме спремни за отпор и секој македонец мора да го одбрани секој центиметар света македонска земја. Во Скопје, 100.000 во Мелбурн, 3.000 во Канада, Америка и така натаму. 3 милиони гласа македонски горди достоинствени во еден миг на сите меридијани, значи потпун успех и сигурно признавање на Македонија. Затоа што народот плебисцитарно се изјаснува, а тоа е пат на србославскиот режим во рацете на властодржците од Скопје, дефинитивен пораз, нови избори, нова и светла иднина за единствената на Македонија. За една таква возвишена цел, со тоа гордо чувство дека си македонец, убаво е да се живее. Со такво чувство убаво е да се умре, ако е потребно. Нека живее слободна, независна, обединета Македонија и нека следната година не дочека со ова свето знаме на Олимп. Јави
господинот Славе Македонски од Пиринска народна македонска академија. Добър ви ден! За нашите страданија няма да плачем. Мъже сме, ке ги поносуваме. Пиринска народна академија, Македонска народна академија и Македонска демократическа партија предложуват официјално да биде создана во Благоевград, биде создан центар за македонизам. Ние и така и вака тоа го деламе. Се борим со бугарщината, но нека официјално Конгресот да ни подкрепува, заштото Омој Линден издава вестник скорнување, арестуват го. Они не арестуват луѓе, арестуват вестник. А тој вестник се издава да оди кај луѓето. Зашто се трошат пари? Ние издаваме вестник Македонец, го арестуват, не го продават. Зашто јас трошам мојата пензија? Зашто моите деца немат леп, а вестникот ми се арестува? Ето за тоа предложувам да биде создан Центар за македонизам во Благоевград, да работим официјално и да разпространяваме нашите идеи. А идеите са за македонството во Бугарија, кое е точно 2 милиона. 2 милиона македонци и македонки живеят во Бугарија. Повели се збор господин Георги Илиевски од Дебар со посебен осврт за западниот регион на Македонија. Да се подготви господин Станомир Стреовски. Браќа и сестри македонци, посебно сум задоволен од националната програма што е изготвена од страна на Светскиот македонски конгрес, но покрај некои мои увидувања ти дадам еден конкретен предлог. Во точката од 20, каде што убаво е дадено дека македонската држава мора да преземе мерки за заштита на положбата и правата на македонците во западниот дел на Македонија, односно во единиците на локална самоуправа, каде што припадниците на националните малцинства се мнозинство, како и за нивниот опстанок. Во западниот регион, а на овој конгрес, јас гледам дека има и представници од западниот регион на Македонија, а проблемите се слични или исти, на тој план предлагам да овој конгрес ги конкретизира некои работи, посебно за западниот регион на Македонија, да изради конкретна стратегиска програма за опстој и за зачувување на македонците на овој регион. Зошто ова го говорам? Го говорам од една проста причина. Ако земеме историски до 37 година, Дебар живеле над 2/3 македонци. 43 година, со доаѓањето на Бали Комтар, балистите, со нивниот комитет за иселување на македонците, веќе 40 година се иселуваат над 800 семејства. Односно фамилии или некаде околу 3000 жители. Да, понатака, до ден денес, тоа рапидно да се намалува и денес да имаме во Дебар околу 1000 македонци православни, од 25.000 жители во Дебар. Со посебен освар треба овој наш
Светски конгрес да изгради конкретна програма за овој наш дел, во западниот дел на Македонија. Понатака, се живее без перспектива. Младите си одат. Само во Дебар ова година си селија на 9 семејства. А веќе претходно кажав дека живеат околу 900 македонци православни. Што понатака станува? Посебно со оној дел македонци со муслиманска вероисповест. Како што и претходно и кажав, на прагот на 21. век се врши отворена асимилација. Зачувување на овие сите елементи што ги истакнав. Конкретно, каде што стратегиски би работеле и би предложили едно да се формира координационно тело каде би работел на овој дел од западниот регион. Благодарам. Благодарам за зборима господин Станомир Стрелски. Нека се подготви господин Ковачев Кире. Големи поздрави за сите вас, драги мои македонки и македонки македонци насекаде по светот. Ние овде во Скопје се земавме за задача да покренеме една иницијатива за создавање на Сдружение на старите македонски фамилии. Бидам краток за ова. Бидејќи, изучувајќи ја националната историја, дојдовме до заклучок дека огромен број стари македонски фамилии и ден денес екзистираат. Нивната заслуга за македонската кауза од секогаш навистина била голема, да не ви ги спомнувам сега нивните имиња, да одземаме во време. Меѓутоа, еве јас како пратеник од делегат ќе кажам, имам намера заправо да точка по точка на дневниот ред да земам учество, бидејќи мислам дека така е најцелисходно да не одиме во долги расправи, за да може навистина да бидеме ефикасни и да допринесеме во изработката на овие документи едно по друго, за да не може нешто да се помече. Ке се земам слово да најнапред да дадам една моја забелешка во терминологијата овде што ние ја изнесуваме. Зборуваме Бугарија, Грција, Албанија, односно македонците во Бугарија, македонците во Грција, македонците во Албанија, македонците во Македонија. Треба малку да размислиме дека постои Република Грција, која се состои од Грција, Ахаја, Епир, Тесалија, дел од Македонија, дел од Тракија. Тоа е Република Грција, а тоа не е ни најмалку Грција. Грција е еден мал минорен дел на јужниот дел на Балкан, односно на Европа. Ние само им помагаме еден ден во нивните документи да после 50 или после 100 години, кога ќе се чита било кој вестник, било што, да речат да, па видете, гледате до каде е Грција, па што овие некои македонци тамо изборуваат, бараат некои права. Да кажеме секогаш со секој збор наш, соодветно терминологијата, што навистина и во светот се користи. Јас и во Македонскиот парламент го доставив документот на Тајм од 1981 година, кога Министерството за култура и Националната банка во Соединетите Американски држави има намера да направат изложба. Тамо американските научници не им дозволија да кажат невистина, него им назначија дека Александар бил крал на Македонија, али господар на Грција. Бог во Египет, голем император на Персија. Го прашувам еден од кустосите на музеот, зошто така? Па вели, ние немаме намера да дозволиме фалсификување на историјата, господине. Тоа, да не бидам долг да објаснувам што е Република Бугарија, дека е различно од Бугарија.
за Албанија, различно од Република Албанија и така натаму. Од каде беше, мислам, не е толку битно, колегата, докторот беше, мојот ценет пријател, кога кажа во член 5 од статутот, јас се согласувам, дури и инсистирам, на вистина, заради се она што еврејскиот народ, еврејската нација го сторила низ историјата за нас македонците, за македонската држава конкретно, и што овие тешки моменти, со документи тоа може да се покаже, еврејските асоцијации низ светот прават легално, јавно и најповеќе што го прават на вистина со крајна голема желба на пријателство, на крајна помош, да ни помогнат. Има намера и овде да дојдат на овај конгрес, да не беше се во оваа афера околу одржувањето на конгресот, спречувањето, запирањето да се одржи во домот на армијата на Македонија. И треба, така јас ќе го наречам, да се направи репатриација на македонците било каде во светот, на она место каде што сакаат. Ако некој може да дојде од Кичево или од било каде во Скопје да живее, зашто и да не може да се врати во Дебар, како што драгиот сонародник го кажа? Зошто ние да не почнеме како конгрес да инсистираме со средства, со све, не да даваме хуманитарна помош или некои тука социјалистички менаџери, комунистички, што велат, дајте ни вие пари, дајте помагајте. Дајте ние да направиме бизнис, таму каде што сме, и со овде да се поврземе, да се вратиме, а да оставиме и таму бизнис. Тоа во светот на бизнисот е една од најдобрите, најздравите опции. Мислам, ќе се согласите за ова, јас не сакам да бидам многу широк и да ви објаснувам на долго и на широко, меѓутоа, мислам дека една од императивните задачи на овај конгрес. А како што на почетокот реков, за останатите точки и по националната програма и воопшто, мислам дека е доста издржано да точка по точка, а не генерално или глобално, така да речем, да излегуваме и да зборуваме еднаш и по 15 минути. Затоа што мислам дека нема да биде целесходно и делотворно точно да ќе се помешаат работите и да речем стручната служба овде што треба да ги изработи евентуалните забелешки за овај документ, измени и предлози, нема да може да точно и благовремено ги поврзе работите. Благодарам. Господин Димче Ѓајковски ќе зборува на тема задачите и целите на конгресот. Браќа и сестри, судбината не собра тука да видиме заедно денеска. Место да прославуваме Илинденски денови, ние дојдовме на Илинденски доградувања, за жал. Под задачи и цели, не сакам да ви одземам многу времето, го замолам конгресот да стави точка за идните избори на Македонија, да ни се даде право на сите македонци во светот да гласаме и да не се остапува од тоа. Втора, тоа се под цели задачи член 9, да се стави посебна точка за преземање на мерки за меѓународно признавање на Република Македонија под уставното име Република Македонија. Благодарам. Благодарам, инаку ги искористам можност една информација. Со новиот закон за државјанство што е усвоен во Собранието на Република Македонија, прифатена е една одредба која што овозможува сите македонци по потекло, независно во кој дел на етноисториската територија на Македонија се родени и независно каде се раселени, живеат и имаат друго државјанство, согласно тој член од закон за државјанство може да добијат македонско државјанство. Меѓутоа, правото за избори не е само право, туку и обврска која мора да се остварува. Ние во Македонија на првите парламентарни избори 30% од избирачкото македонско тело не излезе на 100 метри далечина поставени избирачки кутии. Доколку поукани се останатите како се организираат во Македонија за да ја освојуваат власта, тогаш тоа право кое што е во закон утврдено, а се надевам дека и во националната програма
е зацртано, треба да се свати и како обврска да се оствари. Нормално Светскиот македонски конгрес ќе се ангажира да сите македонци по потекло, доколку нивни домицилни законодавства тоа го дозволуваат, согласно позитивните законски прописи на Република Македонија, да добијат и македонско државјанство. За збор се јави господин Ангеле Ветовски, Сиднеј, Австралија. Почитувани сестри и браќа македонци, повеќе од 20 години надвор од Австралија и овој светол Господов ден по македонскиот календар, 24. гумнар 7501 година, од стариот календар. Го знаат сите стариот календар датата, но никој за жал не употребува. Дозволете ми да ве поздравам во името на македонските македонци од Австралија, од сите они организации кои работаат за македонска Македонија. Ето, имавме среќа да земиме присуство на овој конгрес, да ги представиме нашите браќа и сестри во Австралија, во најдалечниот континент од оваа планета, каде не пуштија поробителите на Македонија да се асимилираме, мислејќи, одејќи во Австралија, ќе започнеме треба да пасиме со кенгурите и ќе заборавиме нашата нација. Срцето ми трепереше кога стигна во оваа моја земја, после повеќе од 20 години. Со години во Австралија градиме храмови, не по 25 години, него за едно лето, за 2 лета, храмови. Да ти е милина да ги видиш, клубови, друштва, печатници, радиостаници, све. Само и само да ги заштитиме младите, да останат како македонци, мислејќи дека еден ден во оваа наша убава татковина ќе има слобода, демократија, ќе има место да се вратиме назад, барем коските да ги оставиме под родното небо, како што сакаше Пере Тошев, како се изрази. И ако изградивме толку многу цркви, мислејќи идам во македонска држава, мислејќи дека денеска тука ќе започне овој светол конгрес, единствен, со благослов. Немаме архипескоп, се повлече, имаме 6 владици, ниеден денеска не тука. Ако ние можеме да градиме цркви, манастири, ќе најме начин да најме народни владици. Дојдо во македонска држава, на широко фалена македонска држава, со преседател, со генерали, со се. Го немат македонскиот преседател, се исплаши од нас, сираците отпуштени во странство. Еве веќе 2 години сме оставени, фала му на Бога, на мира, од оние мизерници кои работеа за УДБА, кои не шпионираја, ние, честните синови и черки на нашиот горд македонски народ, кои ниту се занимаваме со кражба, со убиство, со терор. Не нарекуваа се и сешто и секој нешто е сакаше македонска Македонија. Не словенизам, не југословенизам, не бугаризам, грцизам и било што. Македонска Македонија не нарекуваа дека сме бугараши. А господата од парламентот се дружа со луѓе кои што преку 14 години беа лични секретари на Ванчо Михајлов, на крвникот на македонскиот народ. Цела Пиринска Македонија и цела она земја која е направена на македонска територија со името Бугарија е посејана со коските на сите честни македонски синови черки. И сега што станува, тие се подобри, кои никогаш не дале помош, тие кои членувале во бугарски организации, секретари, тие на кои раце умре злосторникот во Рим, ќе прават и други конгреси. Братот од егејскиот дел од Битола, да бидите еден конгрес, на вистина, ама со кого? Ги молеа браќата. Овој единствен конгрес и овој ќе биде. Сите
оние кои се честни синови и ќерки, ќе мора да се придружат тука заедно да бидиме. Се вративме, браќа и сестри, мислејќи спрема за клетвата што ја дадовме пред повеќе од 20 години, ќе се вратиме во Македонија, кога војникот во Македонија ќе зборува македонски. Не видо денеска македонски генерал тука да го видам, да осетам топлина, да осетам чувство дека навистина не паси в нашата армија. Иако нашиот брат Димче Ѓајковски ги пренесе желбите со неколку кратки зборови, морам да ви кажам уште еднушка да ги повторам накратко тие. Македонците од Австралија немат никогаш да се сложат со промена на името, со промена на знамето. Македонците од Австралија бараат за нашите браќа и сестри од Егејскиот, Пиринскиот и нашите браќа од Албанија да доваѓаат тука без визи и пасоши, да имаат право исто како што имаат и другите браќа и сестри во оваа земја. Македонците од Австралија ве молат, браќа и сестри на овој конгрес, треба да се живее со сите народности. Навистина, ние живееме далеко, нашите деца се раѓаат, учат заедно, живееме заедно. Во Австралијето, например, преку 147 разни народности живееме заедно и навистина. Онака како што Јане Сандански рече, народите се браќа и како браќа треба да живеат. Но, на сите оние што во оваа земја бараат преку Лев Богача, се она што ќе им се дајт на нашите браќа во Белград, каде што има преку 120.000 македонци, во Панчево, во Бела Црква, во Јабука, истото да им се дај и на нивните сограѓани Срби. Она што ќе им се дај на нашите браќа во Албанија, истото да му се дај и на нивната народност во оваа земја. Попуштавме. На македонска територија се направи албанска држава 1913 година. Се направи бугарска територија през 107-8 години на македонска територија. 51% од македонската територија е име грците. И сега што правиме ние? Уместо ние да седниме, да ги оптужиме криминалците, затоа што на Беш планина, на Вичо планина, на Свети Константин, на Либотуш, коските на нашите борци уште се пелеа, не се закопани. Коските кои изгореа со напал бомби, подарени од Америка на тогашната монархофашистичка грчка влада. Ме радуват да светот не признае да дојде тука, но со 300 души не можеш ни 300 метри да одбраниш. Браќа, би ве замолил сите, како долгогодишен работник во Австралија за доброто на македонскиот народ, во македонската национална кауза, да се прими нешто, ќе речам неколку зборови, што може би ќе најдам на неодобрување, кој е плод на знаењето на македонската историја. Имав прилика да се сретнам горе-долу со браќа од Европа и од други места. Сме били на разни места да бараме Македонија да се признае ланската година. Господата од конзулатите ни велеа, па каква демократска држава имате вие со комунистичко знаме без грб? Со југословенски пари, со југословенски пасоши. Сега, злото е што ние кои сме борци за Македонија, не можеме да разбериме дека сме македонци. Замислуваме дека сме дошле од зад Карпатите, дека нашите предедовци било си некое диво племе од Карпатите, имало скити, авари, куни, татари, пачанези. Во националната програма да се стави и да се почне да се испитува самобитноста на македонската нација, дека зборот Словен значи учен човек, не е име на нација, на племе или на било што. По старо, секој што знае многу пишани слова бил учен човек или Словен. И ве молам, контактирајте со сите македонци во светот, како ние што контактираме со македонци од Пакистан, од Бангладеш и од другите, за еден ден да не се исмејува
историјата и нашите млади генерации. Благодарам. Господин Стефановски Кира е вратен во салата. Добре. Олексовски, Движение за поддршка на Светскиот македонски конгрес. Поведете. Браќа и сестри, македонци, дами и господа, делегати и гости на првото генерално собрание на Светскиот македонски конгрес. Како прво, ве поздравувам од Движењето за поддршка на единствениот, легален и легитимен Светски македонски конгрес, оној како што ние во народ го познаваме под војство на Тодор Петров. Задолжен сум од македонските патриоти од Источна Македонија да ви ја пренесам пораката дека повеќе не можеме да дозволиме најдобрите и најспособните синови на овој народ од калибарот на Петров да страдаат од подлоста и интригите и алчноста на сопствените изроди. Во нашите краишта од колено на колено се уште се пренесуваат страдањата на Јосиф Даскалов, кој со своите сограѓани чекорел бос по кратовските зандани послани со жар, за Павел Шатев и другарите од Солун, за Јане Сандански и безбројните битки за хероите и шпионите. Но да ги оставиме 100 години наназад, да не тагуваме за пропуштеното и изгубеното, да се свртиме кон иднината и следните 100 години, за да од Македонија направиме држава достојна за почет. Да не насетнуваме на тоа дека сме мали, сиромашни и неспособни. Примерот со Јужна Кореја и Израел покажува дека и малите држави можат да бидат силни на сите полиња, затоа што кај тие народи е силно изразено националното чувство, националната гордост и националното достоинство. Му благодариме на господин Тодор Петров што започна со остварување на идејата за духовно, културно и економско обединување на македонците од целиот свет. Историјата ќе го памети овој чин исклучиво по плодовите кои допрва треба да созреат, а до тие возвишени плодови ќе ни треба многу мудрост, многу работа и само малку храброст. Некој од претходните дискутанти спомена, поточно даде иницијатива за отворање на еден музеј на страдањата на македонскиот народ. Јас тој предлог го поддржувам и како пример би навел во една селска куќа во Кратовско-Зетовскиот регион, случајно се најдов со еден наш сограѓанин селанец и тој ми покажа еден бич. Кога го прашав што реликвија му е, тој ми рече, па знаете, тоа е, вика, бичот на Мино Станковиќ, познат крвник од тој регион за време на кралство СХС. Тој бич уште е црвен од бичувањето на македонските патриоти. Тој бич треба да се најде во еден таков музеј, да се знае дека македонецот до оваа слобода бичуван, мачен, измачуван и ограбуван, раселуван по цел свет. Мислам дека доста кажа претходните дискутанти, затоа и трпението на нас ни е при крај. На крај сакам да порачам, нека ни е среќен денот кога ја започнуваме ова света работа и ова свето дело за иднината на Македонија и македонскиот народ. Заботното председателство дека претенсот ќе биде до 20 часот, доколку прифаќате. Продолжувајќи утре во 10 часот. За збор се јави госпоѓа Тодорка Олумчева од Богданци.
Нека се подготви господин Драги Стефанија од Љубљана. Ви поздравувам македонците од Македонија, посебно од македонците што допутуваат далеко од прекоокеанските земји и далеко во други континенти и држави. Немав намера да излезам, но желба ми е да оддалеку или одблиску, како сака да кажете, да ве видам и да ве почувствувам како најголеми патриоти и за македонската кауза. Претходно испратив поздравна телеграма за овој конгрес, но по се изгледа ми беше недоволно, па побрзавме во голема жестина да дојдеме тука меѓу вас, да ве почувствуваме одблиску и да чуеме што ќе се каже тука све. Мислам дека доволно беше кажано и многу историски исцрпно изречено од многу упатени во историјата на македонскиот народ. Со тоа ме наведе да дадам еден предлог за промена на историјата на Македонија во учебниците на предучилишната и училишната возраст, како би нашите македонци, млади македонци на подобре запознаеле историјата за Македонија, бидејќи се она што го слушавме досега беше една искриополчена историја за Македонија. Мене многу ме боли поготово од председателот на Републиката кога ќе чуjem дека ние сме држава од 45 година. Факт е дека Македонија постоела многу порано пред Христа и по Христа, дека има историски факти кои сведочат за тоа дека ние сме биле држава многу поголема од колку што сме сега. Тоа ме наведува на помислата колку денешниот Илинден беше беден и мизерен, кога некој од говорницата од петни жили извекуваше дека ние не сме Титова нација, дека ние не сме коминтерновска нација, а од друга страна он се тоа го поддржува и кога го рече дека никој нема право да го промени името, а самиот тој го промени името и како орѓа и ден денес стои над Македонија, бивша Југословенска република Македонија. Им бил во интерес, они ќе беат тука меѓу нас, заедно да се сложиме во некои документи и резолуции што ќе бидат изгласани и за да се чуе во светот дека Македонија е единствена земја на македонците. Да живее Македонија и македонскиот народ. За збор се јави господин Драги Стефанија од Словенија, Љубљана, Македонско културно друштво. Ке зборува на тема Македонската национална програма, точка 4. Дами и господа, почитувано председателство. Иако сум вака широк, ќе зборувам кусо. Всушност се работи за четвртата точка на Македонската национална програма, а тоа е во Македонија службен јазик е македонскиот и неговото кирилско писмо. Во Македонија сум петта недела и иницииран од некои работи кои што одат кон тоа дека прво не уште на распродажба името, го распродаваме уште недоразвеано знамето, а знамето постои, ако сакате, прво во нашата химна. Погледнете го вториот стих. Знамето постои во нашиот грб, каков таков. Наш грб е, скоро 50 години, без 4-5 крака. И она што е најтрагично и никој досега не го напомнал, политичарите добро ги следев, знамето се јавува во наши икони во 14-тиот век во Источна Македонија, како знаме. Сонцето како символ се јавува по самостојноста на Република Македонија, станавме со враќање до независност со појавата на новите симпатични регистарски таблици за моторни возила, без идеолошки символи поврзани и поврзувања со титулата Југославија. И место задоволството да биде целосно, бевме изненадени од немакедонското писмо на толку видливиот доказ на власта во сообраќајот. Таблиците се напишани со латинско писмо, например СК 621 БТ,
а пред бројот со кирилско, а јас не знам, или латинско писмо уште РМ или ПМ. Веројатно, овој непромислен чин е сторен според некој стари ју пропис, како символ за доближување на писмата од покојната федерација, а може би со некаква неразумна одлука, решение или наредба на министерот или Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Или патем слушнатите гласови, тоа е сообразено со европските норми. Ја воли главата Европа за Македонија. За поврзувањето со ју прописи нема никакво оправдување, бидејќи таква држава по нашиот референдум не постои. А за меѓународно барање исто така нема оправдување, бидејќи го демантира кирилските регистарски таблици на Бугарија, Украина, Русија, Белорусија и други. Автомобили на спомнативе земји крстасуваат по Европа, Азија, Африка. Никому не му пречат кирилските знаци на таблиците. Го прашува Министерството за внатрешни работи на Република Македонија кој му дал право да го менува македонскиот јазичен устав, таков каков што е, или македонскиот правопис, со некаква своја полициска одлука. Дали македонското писмо ќе го менува македонската полиција? Со право мнозина го поставија прашањето што значи она тути-фрути писмо на таблиците, и ако ОХ значи ОН, тогаш ПМ и РМ треба да значи ПМ. Полиција македонска, полицијска Македонија или мајчина, да просто. Која овласти македонската полиција да го менува македонското писмо и да го употреби малцинското, само за да одржи политичка власт. Затоа му предлагам на македонскиот парламент и во овој момент го молам како граѓани, не сега господинот председател, но туку како пратеник, го молам да го прими ова писмо, да го пренесе на парламентот, секако со ваше одобрение, да го приложи во својата дискусија и да побара да се прогласат овие таблици за привременни, па нели сме привремена држава со привремено знаме и фала Богу не со привремен народ. И на следните таблици, при следната регистрација, да не правиме вистина некаква збрка, да го врати, ако веќе го враќа уставното име, да го врати уставното писмо на ова држава. Значи, ние го распродаваме нашето писмо, очит доказ. Втората работа, која што ја имам овде и молам да се приложи во тие документи на Конгресот, се работи за тоа дека играта со македонското кирилско писмо на Министерството за внатрешни работи не е случајна. Пример ни дава и Министерството за надворешни работи на Република Македонија, кое што по инерција упорно ја носи несреќната формулација Министерство за односи со странство. Односно, првата македонска амбасада во светот, во Република Словенија, во меморандумот, што го прилагам фототипски, не постои име амбасада на Република Македонија, ниту на македонски, ниту со македонско писмо, ниту со латинско писмо, туку само на англиски и словенечки. Embassy of the Republic of Macedonia, велепослаништво Република Македонија, дури тоа не е словенечки, 61.000 Љубљана, Карделјева плошчад 1, Љубљана. Амбасада без свој јазик и без свој писмо, без своје писмо. Затоа сметам дека ова веќе е втор доказ по продавањето на знамево, на името, на знамето. Ево гледате во таблиците писмото и на сите наши амбасади ќе постои, ако е во Германија, најверојатно прво англискиот, тој светски јазик, си го разбираме, јасно. Ќе постои јазикот на земјата, каде што се македонскиот ќе го нема. Значи стануваме народ без име, без знаме, без писмо и без јазик. Благодарам. Јас му должам лично извинување на господинот Стефанија, затоа што во проверката ми се подметила некако неговата пријава, инаку беше прв пријавен
учесник за зборима господин Никола Стојанов од Дортмунд ќе зборува на тема за сегашната состојба. Ја само ќе ве замолам во своите излагања да бидете што пократки. Почитувано председателство, почитувани дами и господа, браќи и сестри. Убаво е што се собравме овде, што може секој да си каже што му лежи на душата, да го чујат од целиот свет македонци. Но премалку го слушнавме или можда уште не е било време за конкретни работи што треба да се направи. Не? Да речеме, да не би заборавил, би сакал да споменам да се донесе еден заклучок да председателот на поранешниот председател на Република Македонија и сегашниот председател на поранешна Република Македонија да донесе еден декрет со кој се бара помирување меѓу национално помирување. Значи да емиграцијата нема, слушнав дека имало луѓе што уште се плашиле да дојдат во Македонија, бидејќи можеле да бидат прогонети. Значи бараме да се заклучи, да се донесе, тоест да бара председателот да донесе декрет и да бара потврдување од собранието за национално помирување, така да бидеме сите едно. Како пример можам да ви речам дека во поранешните социјалистички републики што беа и надвор од Југославија, тоа е веќе извршено. Во Хрватска председателот за одбрана е од Канада, емигрант. Уште кон тоа би сакал само да кажам, ако може да се даде и еден рок, да речеме од еден месец, да е таа работа завршена. Воспротивно, ќе значи дека за една таква работа нашата власт не е заинтересирана. Да се донесе тогаш друг заклучок кај председателството или каде тамо во управата, кој заклучок верувам ќе ги разлиша малце властите, а тоа би било да се писмено известат дека ние македонците, истерани можда и од комунистичкиот режим, злосторнички режим, надвор од Македонија, бараме, тоа соопштуваме, дека не сакаме никаква соработка со ова и оваква комунистичка власт, па се додека она постои, дали ќе ги добие изборите или нема да ги. Друго што сакам да спомнам, а што мислам дека сепак ќе допринесе кон конкретноста, е да сме свесни, може ли оваа власт, ако да речеме добие ги изборите, да ги спроведува овие работи што ние сега ги изборуваме? И дали тоа ќе биде во интерес на целокупна Македонија? Дали тоа ќе биде? Значи, да се прашаме, како може да се помогне да се легално демократски смени оваа власт на следниве избори? Избори доваѓаат, се донасаат изборни закони по теркот како им одговара, одлично е тоа, мислам, тоа е нивна работа, не е проблемот да се разбереме во комунистите, него е во нас. Они си имат свој бизнис, бизнисот им е главен да си задржат власт. Така научиле од пред 100 години. Значи, они се толку силни, колку сме ние слаби. Некои од нашиве што се во странство спомна дека би требало да се бара да можеме да бираме во местата кај што се наоѓаме надвор од Македонија. Тоа е толку наивно,
па скоро и смешно. Оној што треба вие да го смените, ќе ви овозможи да го смените и да бирате. Јас би предложил за тие, нека бараат во спалните, секој во спалната во иностранство да постават избирачко место. Наместо тоа, сите би требало да го сметаме како света должност, без обзир каде се навоѓаме во светот, и дали ќе добиеме годишен одмор или не, за толку секој забирање за таква работа, сигурно дека ќе ви дадат 3 дена или колку тамо слободно, а цената, краватите ќе ви кажам, имаше луѓе кои приватен авион нарачаа, бидејќи авионите беа преполни, 5 души приватен авион нарачаа и си дојдоа на избори. Така да би рекол, не сакам да кажам со тоа дека треба со приватни авиони да доваѓаме, него да доваѓаме, да нема ниедно оправдување за недоваѓање на избори. Тоа е обврска, тоа е чест на секој граѓанин. Потоа, на нив, сега се истите тие во клубовите и се улизуваат на оваа власт. Бидејќи, овие ги изгубија консулатите што ги држеа, сега си ги држат тие старите луѓе. Еден уман предлог, да не биде никој навреден, за 5 години да се донесе заклучок, овие кои биле у поранешните клубови, да се откажат и да се избират свежи луѓе, бидејќи во стара мешина, стои во Библијата, не се става ново вино, многу брзо ќе скине. Благодарам јас се господин Иринеш Љупковски, представник на македонците од Полска. Драги браќа и сестри, јас се викам Иринеш Љупковски, репрезентирам Друштво на македонците во Полска. И сакал да ви кажам неколку збора за нашето друштво. Како друштво почнавме официјално да действуваме после сите промени во бившиот социјалистички свет. Тоа означава 1989 година. Официјално во друштвото има над 60 членови. Сме поврзани со македонци кои живеат само во северниот дел на Полска. Знаеме дека уште живеат над 1000 македонци во цела Полска, но за жал немаме контакти со нив. Министерството за внатрешни работи во Полска не сака да ни даде адреси на сите македонци распрснати низ цела Полска. Од почетокот го информиравме полското општество што се случува во Грција со македонците кои живеат таму. За жал, до ден денес не добивме ниедно писмо со потврда дека го добиле. Во Полска се верува, зборувам за полска влада, дека Грција ќе ја поддржува Полска за влегување во Европска заедница. Поради тоа, до ден денес Полска не ја призна Македонија. Се разбира дека има уште други фактори, ама тој фактор е најважен, дека Полска сака да влезе во Европската заедница. Грчкото влијание во Полска е силно. Тоа уште продолжува од старите времења, кога грчките комунисти беа во Полска. За сите македонски организации кои се занимаваат со одбрана на човечки права, сакам да кажам дека друштвото ја издаде книгата под наслов "Зошто заборавила Европа? Борба на егејските македонци". Книгата се состои само од документи без никаков авторски коментар. Беше издадена во Сиднеј, Австралија, во февруари ова година. Книгата го третира проблемот од почетокот на овој век до 1990 година. Така изгледува книга. Ако сте заинтересирани, можем да зборуваме за тоа. Има официјални грчки документи кои беа пратени во Штрасбург во 82-3 година, кои потврдуваат дека тој и тој беше роден на територија на денешна Грција, ама во таа и таа година беше му одземено грчкото државенство и до ден денес е персона нон грата во Грција. Друштвото на македонците во Полска би сакал да се обрати до сите бизнесмени да ни помогнат во отворање на македонски клуб во самиот центар на градот Гдаńsk.
Ние како друштво би можеле да бидеме како представници на сите македонски фирми, што би сакале да отворат своји представништва во Полска. Драги сестри и браќа, не заборавајте дека во Полска, Чешка, Словачка, Унгарија и Романија се уште постои голем број македонци. Добро би било да се направи една комисија која би координирала соработка и контакти со тие македонци кои остана во тие земји. Многу добро дека се зборува за македонци кои живеат во Албанија, во Грција и во Бугарија. И добро дека се зборува да се поврземе сите македонци кои живеат надвор, значи во Западна Европа, во Америка, во Канада и во други земји. Ама не може да не се зборува ништо за тие кои остана тамо и кои се чувстват до ден денес македонци. Драги сестри и браќа, Друштво на македонците во Полска ви пожелува се најубаво и голем успех во наша заедничка работа. Благодарам за вниманието. Да живее Македонија! Живеат во Франција, секаде во Франција. Јас како од Париз, доста има во Паризка општина македонски семејства, од прилика околу 500 семејства. Ние македонците се организираме со разни начини, почнувајќи од првиот референдум кога го направивме, со тоа што повикавме да се определат македонците за шосе. Доста од нив гласаа и тоа 93% гласаа за самостојална суверена република. Од сите работи ние македонците доста постигнавме успеси, што во Париз создадовме црковна општина, а со тоа доста и народот крена по таа религија. Македонците исто учествуваа за разни манифестации кои што беа направени низ Париз, низ цела Европа. Доста од тие манифестации беа да го задржиме нашето име, да не го дајме нашето знаме промената, тие работи се утекува од нас македонците кои сме таму. Да ви го прочитам писмото од црковната општина Свети Климент Охридски од Париз. Управниот одбор на Македонската православна црковна општина Свети Климент Охридски од Париз, преку мене, значи, го поздравува првото Генерално собрание на Светскиот македонски конгрес, што се одржува во главниот град на нашата татковина Скопје. Најсрдечни желби сакам работата на конгресот да се изврши успешно и да вроди со плод. Истовремено ја изразуваме нашата согласност за важноста на дневниот ред на собранието со посебни акцент од точка 6, дневниот ред за донесување резолуција за Македонската православна црква, чија асоциација сме ние. Ова е од посебно значење ако има во предвид дека ние сме ново основана црковна општина на подрачјето Париз и околината. На крајот да додадам дека нашата Македонска православна црковна општина наискрено ве поздравува во сите иницијативи кои водат кон македонско национално единство за учествување и задржување на прадедовската православна вера и обичаи. Покренувам иницијатива заедно со сите вас за мир и благосостојба на нашиот народ, без разлика дали се наоѓа овде во Републиката, во Франција или било каде во светот. За кое сме цврсто убедени дека сето тоа го има во програмата на овој прв светски конгрес во татковината. Од свое лично име и од сите членови на Македонската православна црковна општина Свети Климент Охридски од Париз, Франција, му пожелуваме успех во работата на првото македонски конгрес. Да живее првиот светски македонски конгрес.
Да живее Република Македонија и народот во неја. Благодариме. Ако може во нашите излагања да бидеме малку пократки. Збор има доктор Душко Алексовски, Друштво за наука, од Кратово. Нека се подготви господин Душко Марковски. Почитувано председателство, почитувани гости и делегати. Јас од моето излагање истучив се она што досега беше кажано, а беше забележено и во моето излагање, што значи дека 80-90% сме биле на еднаква бранова должина. Како што ме представи господин Тодор Петров, јас сум доктор Душко Алексовски, стручен раководител на Центарот за истражување на карпеста уметност и палеолингвистиката на територијата на Република Македонија. Сметам дека е штета и во оваа прилика да се истакне големата вистина. Македонија е еден од главните центри на светската писменост и на карпестата уметност. Сега ние тоа отворено го кажуваме, бивајќи свесни за фактот дека редовниот професор на Филозофскиот факултет во Скопје, Иван Микучиć, организирано и систематски повеќе децени укажуваше на тоа дека во археолошки поглед Македонија е маргинална, успевајќи огромното археолошко богатство или да го прикрие од очите на јавноста македонска и светска, или пак да го припише на туѓа цивилизација. Кога ние се спротиставиме енергично и безкомпромисно, кога проговоривме за вистината, кога почувствуваме дека македонецот сам за себе треба да каже кој е и од каде е и што е и на што бевме изложени на стрелби од сите оружја од сите страни. Секаде каде што ги државме нашите предавања во Европа и Америка, стигнуваа писма дека тоа нема врска со вистината и дека се тоа смешни работи и дека не треба да ни се дава никакво значење ниту прием во светот. Така владата на Република Македонија подлегна на овие притисоци и го укина материјалните дотации за истражување на овој најголем проект на територијата на Република Македонија после ослободувањето. Но сега, кога светот не призна, односно кога представници на светските издруженија напиша позитивни рецензии и кога сме поканети на Конгресот во Нју Делхи да учествуваме со наши реферати и кога во Италија се печатат написи во строго стружите списанија, се забележува известен приод и нова клима во однос на нашите истражувања. Се забележува на историскиот дел дека се искажани невистини за тоа дека Македонија е една од најстарите организирани држави. Ако не е тоа така, може ли славната Троја, кога била смртно загрозена од своите непријатели, да бара помош баш од организираните луѓе од овие краеви, како што ќе рече од земјите, цитирам, на широколистниот Вардар. А кој живеел на широколистниот Вардар, сами знаеме. Тоа било во далечната 1200 година пред нашата ера, за која пее познатиот Хомер во својата Илијада. Ако не е вистина дека тука уште пред неколку милениуми имало организирано живење на политички и воен план, тогаш од каде она прекрасна гробница во Кумановско, една од најголемите и најимпозантните на Балканот, за која пандан има само во Западна Европа, во Француска Бретања, која нашите археолози не ја забележале и за која Иван Микучиć вели дека па тоа е беден на врхна планина. Од кого ќе не штити тој беден? За втор стана збор за втор македонски конгрес. Мора да расчистиме со поимите еден светски македонски конгрес и од денеска натаму постои само еден и не постои друг ни еден. Кога се формира сдруженијето, кога почувствуваме дека ќе се сме на една нова ветрометина, на една ново стрелиште, македонскиот народ знаеше да се определи, го формира движењето
за поддршка на овој македонски конгрес со представници скоро на сите градови на Македонија. Па се прашуваме кои се представниците на овој аветен македонски конгрес што се нуди на македонските простори. Ние не сме врбувани од господинот Тодор Петров. Ние се свртевме кон овој конгрес како што сончометот се врти кон сонцето кој го препознава својот извор на животна енергија. Само препорачуваме брзо молневито действување на начин како што действува Каран Филип Александар, чија младост воскресна во младоста на нашето младо раководство на Семакедонскиот конгрес. Да делува брзо и да ги институционализира овие институции уште од утре, да имаме представништва широм светот и да покажеме на светот дека почна да действува Македонскиот светски конгрес и дека ќе се комуницира преку него. Овој светски конгрес не е борба против борба на мисија внатре во Македонија. Ова е борба за севкупно обединување на македонците каде и да се пред се обединување во Македонија и надвор од Македонија. Да живее Република Македонија! Лото Марковски, Семакедонско удружение на политичките затвореници осудени за ВМРО Гоцева. Ке зборува на тема некои аспекти на македонското единство. Повелете. Braća i sestri, Makedonci i Makedonki, potomci na jedno herojsko pleme, раснав во подините на Шара. До својата 14 годишна возраст бев Душан Стаменковиќ. Не знаев што сум. Како што никој не знаевме што сум. Беше забрането да се каже некое друго име, друга припадност. Не беше забрането или не нарекуваја бугараши. Не знаев што е тоа. Зашто бугараши? Во својата 8 година, мојот чичко покојни Саве, иако јас не бев свесен тоа што ви го кажа, реше за догаѓајот во Марсел дека го извршил Владор Чернодрински, македонец. Ништо не ради. И рекол, мене ме прати народ македонски глава да ти земам. Не можам да тврдам дека бев свесен на се тоа, што го доживував. Само знаев, уште од својата 8 годишна возраст, дека не сум ја ич србин, дека не сум јас бугарин, дека постои нешто друго, што е забрането да се каже. Тоа уште повеќе ги предизвикуваше моите чувства кон тоа нешто друго, да се осознам што сум јас.
Покасно веќе, кога имав 14 години, прочита во вестниците од тоа време за некој български велик българин, кому му е забрането да живее во Бугарија. Не знае ни за кого се работи, го имаше на кадра, па го прашав татко ми, како тоа, велик българин, а не смее у Бугарија да живее. Осуден е тој, вика, на смрт 34-та година во Бугарија, затоа што се бори за независна Македонија. Пристигна две поздани телеграми до Светскиот македонски конгрес од пратеникот во Македонското собрание Томе Стојановски и од магистер по фармација госпоѓа Магдалена Поп-Ѓорчева од Скопје. Каква дискусија, нема време. За последен за збор се јави господин Пресилски Стевче. Од Шведска. Пред се сака да ве поздравам и да кажам кратко и јасно, 2 дена помина овде, не зборнавме конкретно за ништо. И би да замолил да почнеме да работиме нешто конкретно или да земиме да стоиме дома. Како што стои во програмата овде треба да правиме некои банки, фондации, овона, никој не стана да каже кај ќе ги правиме тие банки, парите од кај ќе дојдат, што ќе дојдат, тоа ништо не се зборува. Само кажуваме приказни, а исто и изборни тела не избираме ништо. Плюс сакам да обрнам внимание овде член 56. Тој за председател дека може да се избира во иднина. А колку пати, дали уште еднаш или уште 3 пати на стојништото, или доживотно. Има предлог, има... Тоа треба да стави тој тука, дали ќе биде една 4 години, со уште една 4, 2 пати да биде макс. Или ќе биде доживотно. Член 56. Јас мислам дека треба да почнеме да работиме конкретно или да стоиме дома. Џабе кој ќе да не правиме муабет. Благодарам за времето. Врз основа на пристигнатите забелешки по предлог статутот работното председателство одржа седница и ги утврди следните своји мислења. Бидејќи работното председателство ги предлага предлог статутот, предлог националната програма и предлог резолуцијата за Македонската православна црква, оние забелешки кои што се прифатени, а предложени од пратениците, стануваат составен дел на предлогот на актот, така да собранието, Генералното собрание ќе се изјаснува само за оние забелешки кои се дадени во писмена форма, за кои председателството смета дека не би требало да бидат прифатени, зашто треба дополнително да се изјасни Генералното собрание со гласење. Председателството ги прифати следните забелешки. Од господинот Димче Ѓајковски беше даден амандман на членот 56, кој што гласи: новата верзија имате, па може да пратите и по неја. Според предлогот кој што председателството го прифати и станува составен дел на текстот на предлогот на статутот,
Членот 56 ќе гласи: Председателот на Конгресот се избира на седница на Генералното собрание со тајно гласање за време од 4 години и можност за само уште еден повторен избор. Председателството тоа го прифати и стана составен дел на предлогот. Председателството го прифати и предлогот за дополнување на членот 9, исто од пратеникот Димче Џајковски, Сиднеј, Австралија. Членот 9 да се дополни став 1 со 2 нови алинеи. Во задачите на Конгресот се предвидуваат и превземање мерки за пошироко меѓународно признавање на Република Македонија под нејзиното уставно име и предлагање нова алинеја, предлагање мерки за остварување на правото на глас на македонските државјани кои живеат, престојуват и работат во странство на парламентарните избори во Република Македонија. Тоа е исто така составен дел. Предлогот на пратеникот Васил Димовски, што се однесува на членот 40, став 7, исто така е прифатен, така да ставот 7 на член 40 гласи: Управниот одбор од редот на своите членови именува секретар и благајник на Македонскиот клуб. Работното председателство го прифати и стана составен дел на предлогот на статутот, предлогот на пратеникот Иринеуш Љупковски за дополнување со нова алинеја на членот 9 како задачи на Светскиот македонски конгрес, која гласи: основање центар за документација, а во тековни прашања го прифати предлогот Светскиот македонски конгрес преку своите органи и асоциации да обезбеди финансиска помош за отварање македонско друштво во Гдајнск, Поljска. Председателството го прифати дополнувањето на членот 9 од пратеникот Душко Марковски како една од задачите на Светскиот македонски конгрес и неговите органи и тела да биде следната алинеја: проучување на историјата на македонскиот народ. Председателството го прифати и предлогот на пратеникот Стрезовски, кој станува составен дел на предлогот, и тоа за преформулација на членот 9, алинеја 3, кој што гласеше донесување програма за репатриација на македонците и селеници од Македонија, со дополнување од предложената забелешка, алинејата да се преформулира и да гласи: донесување програма за репатриација на сите генерации македонци и селеници од Македонија. Тоа е составен дел на предлогот на текстот. Председателството го прифати и тоа стана составен дел предлогот на пратеникот Стрезовски во членот 139, алинеја 2, да се дополни со зборовите во средината, така да текстот во целост би гласил на алинеја 2, член 139. Знамето на Конгресот е црвено, во чијешто средина се наоѓа златно-жолто 16 крако сонце. Председателството го прифати предлогот на пратеникот Тодоровски Илко да се дополни точка
членот 9 од статутот со задачи на Конгресот, основање Центар за образование, култура и информации. И тоа стана составен дел на текстот. Председателството го прифати предлогот на пратеникот Евгений Стојков од Омо Илинден за дополнување на членот 9 со нова алинеја Светскиот македонски конгрес да има задачи за организирање семакедонски спортски игри. Тоа станува составен дел на текстот. Председателството не го прифати предлогот во членот 5 на предлог статутот, еден од јазиците на кој што ќе биде текстот на печетот и штембилот беше предложен да биде и еврејскиот јазик. Председателството не го прифати овој предлог и за тоа ќе треба да се изјасни Генералното собрание. Предлогот од пратеникот Серафимовски Иван за формирање комисија за отварање на архивската граѓа на досиета, председателството смета дека веќе е вграден во членот 9, бидејќи една од основните задачи е создавање документационен центар за проучување на архивската граѓа за историската вистина на Македонија и македонскиот народ, па овој предлог е веќе предвиден во членот 9. Предлогот на пратеникот Душко Дојчиновски да се формира одбор за соработка, ангажирање и финансиско помагање на македонските организации во Бугарија, Грција, Албанија, Србија и од други места, смета дека тоа е предвидено во предлогот на статутот, а со основањето на Светската македонска фондација и именувањето на членови на овој управен одбор, сметаме дека управниот одбор ќе ги има во предвид предлозите кои што се наведени од пратеникот Душко Дојчиновски. Ако не е пратеник, наблюдувач. Председателството го прифати предлогот на пратеникот Иван Дејанов во членот 9 како задача на Светскиот македонски конгрес да се дополни со нова алинеја која гласи основање Светски македонски музеј за страдањето на македонскиот народ. Даден е предлог од пратеникот Никола Гундовски работните документи да не бидат подпишани само од новоизбраниот председател, туку да бидат подпишани од сите присутни пратеници. Председателството смета дека тоа се регулира со статутот на Светскиот македонски конгрес и дека актите ги подпишува лицето кое раководи соседницата и затоа не го прифати тој предлог. Предлогот на пратеникот Славе Димовски за основање фонд за развој на македонското село, председателството смета дека е веќе инкорпориран во текстот на предлогот Македонска национална програма, меѓутоа и врз основа на член 112
председателството ќе му предложи основање таков фонд на Генералното собрание со посебна намена за обезбедување и акумулирање средства за финансирање и развој на проекти за развој на македонското село. Тоа се сите предлози кои што председателството ги прифати и стана составен дел на документите кои што беа предмет на расправа. Во председателството се отвори претрес по едно прашање за кое со мнозинство председателството не се изјасни позитивно и затоа предлогот ќе биде даден на усвојување и разгледување на Генералното собрание. Предложено е од Сдруженијето Антички македонци од Богданци, од пратеникот Такашманов Тони. Предлогот е во членот 60 се предлагат измени и истиот да гласи: Светскиот македонски конгрес има 20 подпредседатели. Подпредседателите на конгресот му помагаат во работата на председателот на конгресот и во договор со него вршат определени работи од неговата надлежност. Во случај на привремена спреченост или отсуство, председателот на конгресот го заменува еден од 20 подпредседатели. Предлогот е вака како што го прочитав, даден од Сдруженијето Антички македонци Богданци. Образложението на председателството зашто не го прифати е следното. Инаку ќе се отвори расправа по истиот. Председателството оценува дека воопшто не се врши узурпација на правото на демократија, доколку не постои посебна функција подпредседател на собранието, на конгресот, заради тоа што според предложениот текст функцијата подпредседател на конгресот ја вршат председателите на континенталните собранија, кои ги имаме 4 за Македонија, Европа, Австралија и Америка. Бидејќи пратениците во сите собранија на Светскиот македонски конгрес за Австралија, за Европа, за Америка и за Македонија, кога заседаваат на заедничка седница, заседаваат во својство на Генерално собрание, што значи функцијата пратеник на Генералното собрание, истовремено и функција пратеник во собрание на Конгресот за Европа, Македонија, Америка и Австралија. Предложено е за да не се претвара председателството во некој орган кој што ќе командува, надвор од постојните избрани функционери во континенталните собранија, се предлага председателот и 20 подпредседатели на собранијата за Европа, Америка, Австралија и Македонија по функција да го сочинуват председателството на Конгресот, заедно со институцијата председател. По истата аналогија како што тоа е и за пратениците од собранијата за Европа, Австралија, Америка и Македонија. Воопшто не имаше предвид председателството дека со тоа суспендира некои права или лоцира огромни права во рацете на носителот на функцијата председател. Тоа е образложението, доколку представник на предлагачот сака да го образложи, нека повели, па ќе го дадеме на изјаснување во собранието дали ќе се усвои предлогот или не. Господин Такашманов Тони, ако е тука, нека повели. Ако сака дополнително да го образложи.